Здраво, Македонија! Јас сум Марко, а вие гледате Листа за 300, квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Како и секогаш, така и денеска надпреварувачите подготвени чекаат да влезат во своите надпреварувачки кабини. Па да не должам повеќе, како и секогаш, така и денеска први ќе ги повикам победниците од минатото издание на нашиот квиз или ако сакате денешните домакини. А тоа се Игор и Васил. Повелете. Здраво, Марче. Здраво, Игор, како е? Добро. Пети пат денеска, за жали последен, барем кој стана зборнели за овој циклус. По Листа за 300. Колку пари успеавте да ми однесете до сега? 450. 450 минатиот пат направивме. Кикс. Кикс е на Джеймс Бонд. На Джеймс Штет. На Джеймс Бонд. Добро, денеска ќе имаме шанса за поправен, ама до поправниот барем кој стана збор за парите ќе треба преку 2 лицитации. Така е. Преку нови противници. Да зададеме нешто или тоа е Тоа тоа? е тоа. Тоа е тоа. Додадеме се. Додадеме кај кажано. Предходните емисии се кажав. Денеска само за квизот ни чуваме за знаење. Така е. Да ви посакувам многу среќа, ајде денеска да завршиме славно целата работа. Повелете во вашата кабина. А секако тука во нашето студио се и нивните противници. Па да ги запознаеме и нив. Тоа се Христијан и Никола. Повелете. Добар ден. Добар ден. Здраво, браќе. Здраво, како си? Супер, како си? Да, одлично. Добри се, повели малце понамаму, Ајде. не ми бегете од Ајде. сцената, можда ќе треба да останат уште неколку емисии. Не проблем, се- така и планираме. Ајде да започнеме темата, да се запознаеме. Да. Кои си гледачите да те запознаат? ние се Јас сум запознавме. Христијан од Битола и од четворицата учесници само јас сум прв пат тука во Листа за 300 во квизот. Така, а си учествувал во некој друго? Си бил на телевизија? Никогаш. А, на телевизија сум бил не во квиз. Така? Да, сум И- бил тука во Ја сакам Македонија пред неколку месеци. Да, одлично. Баш ми е било како си помина тогаш. Да, супер, одлично. Супер. Денеска ќе имаш уште едно Да. добро искуство. Се надевам. И јас се надевам. Искрено не ми делуваш дека имаш трема. Не. Е супер. Не, нема ни да имам наредните неколку емисии кога ќе останам тука. Така ми се стиѓа. Супер, одлично. Нешто повеќе за тебе студираш, работиш, Не, учиш? работам, студирав пред неколку години. Дипломиран професор по македонски јазик. Супер, одлично. Работиш по струка или не? Повремено, јас сум како пожарникарите кои чекаат на готов кога има потреба, јас се јавувам таму. Тогаш, да. Има често потреба или? Има. Има, одлично. Кога како? Повремено, така. Никола? За тебе веќе се познаваме, беше ако не се лажам минатата година, ама не бевте заедно, така со друг. Друг Ортак и Друг Христијан беше. Друг Христијан. Само со Христијан овди него. Тој ни За- замина Има Америка. някакви беше да носи стварно, пари, да, не ми текнуваше. Само јас нема да заминам Америка. Бара Ортак, ама Христијан се вика. А чекај, кај Христијан се? Америка замина тој фамилиарно, да. Така. Поздрав до него. Супер, И фамилијата поздрав. да. И Тоа е тоа тоа. е тоа се. да. Кај тебе има ли некоја промена? Нешто ново се случи? Не има Освен- ништо. освен Тоа ортакот такова. што Да не се учени нешто. Ортакот, Уште не здрави, Уште ама не, ќе добро. биде. Ќе Кога да биде. прашат само ќе биде, ќе биде. Ке И радва. Добар, така ка мене бидна после на 41. Никогаш не кажа. Никогаш. Така да. Да не ве дефокусирам, да не ве деконцентрирам. Денеска во улога на предизвикувачи. Да се надеваме на добар успех. По пети пат се вашите противници во Листа за 300, имате силни противници, но верувам во вас, дете се од себе да ги стимнеме од тронот. Сигурно. Ајде. Со среќа и повелете во вашата кабина. Игор и Васил, односно Христијан и Никола се во нивните надпреварувачки кабини. Што значи, сега треба да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Тоа е се Игор и Васил, а Христијан и Никола дали се слушаме? Да, се слушаме. Пречки немаме никакви. Не, нема не. Во продолжение. Ако имаме некаков технички проблем да ми кажете веднаш, прекинете го снимањето. Или ако нешто не ви е јасно, не сте слушнали како што треба кога ја кажувам темата, исто така прашајте, немојте да претпоставувате. Прашајте ме за да ги разјасниме работите. Сега со среќа ќе исклучиме и вашата кабина за да ја провериме кабината на домакините. Игор и Васил, дали се слушаме? Да. Да ве прашувам повеќе треба нешто или? Не. Е тоа. Познато е работа. Може да почнеме? Може, Како да. домакини морам да ве прашам тоа. Да. Готово.
Ете, драги гледачи, се уверивме сите во исправноста на нашите кабини, на надпреварувачките кабини, а добивме плюс на сето тој зелено светло од домакините дека може да стартуваме. Па, да не должам повеќе. Како и секогаш, така и денеска ќе стартуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: машки или женски имиња на буквата Д. Бараме имиња кои почнуваат со буквата Д, како Дебар, без обзир дали се машки или женски. Важно е да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, а можат да бидат македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. Игор и Васил, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Христијан и Никола, дали ни е јасна темата? Да, јасно. Супер. Знаете дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска тоа се Христијан и Никола. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Игор и Васил. Христијан и Никола, кога ќе имате понуда, да ја чујам. 4. Стартуваме со 4. 5. 5. 8. 7. Во ред. 7. 9. 9. 11. 11. 13. 13. 15. 15. 16. Едно повеќе 16. 17. 17. 1 плюс. Едно плюс 18. 19. 19. 2. 20. 22. 22. Кажи. И 3. 23. 24. Так. 24. 30 на рам нај. Ајде, рамна 30. 31. 31. 1 плюс. 32. 33. 33. 5. И стигаме до 35. 36. 36. И 1 плюс. 37. Може 37? 37. 38. 38. 1 плюс. 39. Да. Да. Ај ти како се кажеш, ај ти како се. Нека одговарат. Да одговарат. Не се речевме да накачиме на 40. Ке видиме. Сепак имаме доста надавања, 39. Има шанси за грешка. Сега да го тестираме дивното знаење да видиме до каде се. Христијан и Никола, стискајте палци и надевајте се на грешка на вашите противници. Игор и Васил, 39 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни машки или пак женски имиња на буквата Д. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Повелете. Давор. Давор. Така е. Даворка. 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 Игор и Васил. Давор. Има повеќе од 1200 во Македонија. За жал. Даворка Само 4. нема. Само не, слушна Васил кога кажа 4 дека има искрено да ги прашаш дали ме правото име Даворка, да не Не верувам. модификација нека од самото име, не знам што да кажам. Те слушнав кога го кажа тоа и јас сум изненаден. Искрено мислев дека има Даворки, но очигледно погрешивме.
Океј, тоа е тоа. Или погрешиле во Државниот завод за статистика, не знам. Тешко дека они ќе сгрешат. Так, ништо. Сте биле во ваква ситуација, сте се вратиле назад, знаете дека не е ништо страшно, но не смеете да се опуштате. Сега мора да дадеме се од себе ако сакаме да ми ги земете парите. Да. А Христијан и Никола, добро одиграно, би рекол имавте среќа доста, значи, па ја ги стискавте палци, ја? Мислев дека Ќе да ги видам палците да се потечени, стекаме се рацете. Мислев има десетина од прилика. Искрено ете сите затечени од Искрено не познавам резултатот. Даворка јас. Па и јас. Битола нема такво име. Битола, да, ја Вака не знам, јас. едноставно ми звучеше како да сум го слушнал, како, како да го има. Ама е Петар. Погрешивме. Честитки за првиот поен, немојте само да се опуштате во продолжение, имате јаки противници, како што реков, 5 пати ме ова во листа за 300. Знам дека ќе дадат се за да ја анулираат оваа предност. Затоа внимателно и со среќа во продолжение. А пред да продолжиме понатаму, да прочитам уште неколку машки и женски имиња на буквата Д. Ги имаме Дафина, Далиборка, Дамјанка, Дана, Даница, Даниела, Дејана, Десанка, Деспина, Дијана, Добрила, Добринка, Доротеја, Душанка, Пота, Давид, Далибор, Даме, Дамир, Дамјан, Данаил, Дане, Димитар, Димитрие, Димко, Димче, Доријан, Драган, Драги, Драшко, Дритон, Душан, Душко и така натаму. Ги има многу. А сега, драги гледачи, ние продолжуваме понатаму со второто надавање, односно втората лицитација. Како што реков, од оваа лицитација се им зависи на Игор и Васил дали овој 5 пат во листа за 300 ќе го завршат славно или пак неславно. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: екипи кои играат во групната фаза на фудбалската лига на шампиони и екипи кои играат во Лига Европа. Ги бараме имињата на фудбалските екипи кои играат оваа сезона 2022-2023 година во групната фаза во најдобрата фудбалска лига на шампиони и втората по ранг Лига Европа. Игор и Васил, дали не е јасна темата? Одлично. Христијан и Никола, дали не е јасна темата? Супер. Знаете дека во втората лицитација први лицитираат или први надаваат оние кои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна лицитација тоа се Игор и Васил. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Христијан и Никола, а Игор и Васил, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. Стартуваме со 5. 6. 6. 10. 10. Извини, само едно прашање. Значи, Лига шампиони и Лига Европа, конференцијска лига не, така? Не, само во овие две. Да? Да. А колку беше последно? Последната 10. 11. 11. 20. 20. И 1. 21. 22. 22. 23. 23. 33. 33. 35. 35. 36. Едно повеќе 36. 37. 37. 43. 43. Ајде така. 43 сме? Да. Стигнате. Четири. 44. 44. 45. Едно повеќе 45. Ки пуштиме? 45 рековме? 13 остана. Што веќе играат? Лига Европа и конференцијска лига се малку знаеш. Ајде бе. Да. Може, не повелат. Да одговараат. Ајде да видиме повторно. Минатиот пат застанавме на 39, овој пат на 45. Игор и Васил, повторно тешка задача, сконцентрирано, без брзање во продолжение. Ги бараме најдобрите екипи кои што играат во групната фаза на фудбалската лига на шампиони и Лига Европа, која што е рангирана нели како втора најсилна лига.
Кога ќе бидете подготвени, започнете 45 празни полиња. Ви треба точни одговори. Ајде. Челзи. Челзи. Така е. Милан. Милан. Така е. Салцбург. Салцбург. Така е. Динамо Загреб. Динамо Загреб. И Динамо Загреб е точен одговор. Интер. Интер. Точно. Пълзен. Викторија Пълзен. Викторија Пълзен. Викторија Пълзен. Така е. Шести точен одговор. Бајер Минхен. Бајерн Минхен. Така е. Барселона. Барселона. Точно. Бенфика. Бенфика. Така е. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Така е, точен одговор, 10 веќе. Бриш. 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 Така е. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Точен одговор. Шахтјор Донецк. Шахтјор Донецк. Шахтјор, точен одговор. Пари Сен Жермен. Пари Сен-Жермен или ПСЖ. Точен одговор. Борусија Дортмунд. Борусија Дортмунд. Точен одговор, 15 до сега. Уште само 30. Бајер Леверкузен. Бајер Леверкузен. Точен одговор. Порто. Порто. Така е. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Така е. Ливерпул. Ливерпул. Така е. Спортинг Лисабон. Спортинг Лисабон. Така е. 20. Олимпик Марсеј. Олимпик Марсеј. Така е. Ајакс. Ајакс. Точен одговор. Наполи. Наполи. Точно. Не. Добро. Ма тај лига да е прво лига. Ајде. Италија да е прво. Италија, Интер, Милан и Наполи се нема до 30. Англија. Манчестер. Ги кажавме сите. Германија. Челси. Германија ги кажавме. Бајер Леверкузен кажа. Го кажа. Шпанија. Шпанија. Која е четврта? Барселона, Реал, Атлетико Мадрид. Севија. Севиља. Да. Португалија ги кажавме.
Севилја 24 точен одговор. Ред Бул, Салзбург. Го кажав. Лајпциг. Ред Бул, Лајпциг. Ред Бул Лајпциг. Да. Каде е Салзбург? Прво кажав, у првата група со Челси. Лајпциг точен одговор. Чекай се. Кој други држава се? Кој се? ПСВ Айндховен, кажи да не губиме време. ПСВ? ПСВ Айндховен. ПСВ Айндховен. Така е. Бодо Глимит. Глимит. Бодо Глим. Бодо. Бодо Глим. Глим. Да. Се разбравме добро. Да. Овој Шахтјор ми се најпроблематични за изговарање. Бодо Глимт. Не, Арсенал. 27 точен одговор. Арсенал. Арсенал. Арсенал е кој е точен одговор, ја поминуваме половината. Юнајтед. Така е. Да. Омонија. Никозија. Омонија. Омонија, само момент. Така е, точен одговор. Манчестер Юнајтед. Манчестер Юнајтед. Декаме сега Лига Европа. Точен одговор. Шараме. Шараме. Чекай сега. 30 точни одговори, уште 15, ако сакаме да го освоиме овој поен. Young Boys. Young Boys. Young Boys. Што би било во превод млади момчиња. Да. Као нас тројцата вака. Да. Они стварно се млади. Young Boys. Да не остареле Young Boys, нешто по пензија да не отишле, чекај. Не имам проблем да ги најдам, шала на страна. Каде би играли Лига на шампиони или Лига Не, Европа. Лига Европа. За жал, Young Boys оваа година не играат ни во Лига на шампиони, ни во Лига Европа. Игор и Васил. Денеска не ни беше денот, очигледно се изморивме по оние 4 доаѓања Веле Скопје и назад нормално, или пак више ви дојде преку глава да ги носите парите дома, па решивте денеска ич без пари. Се шалам, бевте одлични надпреварувачи. Многу ми е жал што заврши денеска последниот петиот пат вака без да успееме да однесеме некоја парична награда, чисто онака нели за да го запечатиме учеството во листа за 300. Не треба да ве фалам, не треба да ви кажам колку сте квалитетни и способни. Мило ми е што бевте дел од листа за 300, искрено се надевам во иднина дека повторно ќе се пријавите и повторно ќе се дружиме, а сега заслужено да си ги трошите парите кои што ги освоивте во листа за 300. Со среќа и останете ми во добро здравје до следното гледање. Христијан и Никола, добро одиграно. Првата лицитација имавте многу среќа, ретко им се случува на вашите противници да погрешат така брзо, ама ете и тоа се случи. После тоа убаво ги навлековте, доста надававме до 45 и тука веќе постоеше простор за кикс. Тука Лига Европа со конференцијска лига се Затоа малци прашувам се кажа, да. Важат тие или се не. малци и затоа. Знаеш, и хаотично на почетокот кога ќе почне човек до 20, да речеме ќе стигнеш лесно и после тоа веќе не си Блокадата, сигурен, тогаш, да, и да. почуваш тука малце да се гњавиш сам себе си. Како е, дај момци, заслужено, Дај да поиграме ние малку сега, Иначе, не? она што интересно, и да изгубевте денеска, ќе продолжевте во листа за 300, затоа што ова беше нивно последно учество за оваа сезона, па по автоматизам вие ќе продолжевте понатаму, ама мислам дека вака е посладко. Да. Првиот пат ќе биде и со очигледно може да освоиме убава парична награда. Да. Ќе ме повикам за кратко, а драги гледачи, ја на брзинка сега ќе пробам, ќе издвојам дел од оние екипи кои што не ги кажа, ете може да ги кажа. Тука ги имаме од Лига на шампиони Копенхаген, Макаби Хаифа, Ренџерс, ако не ги кажавме, не знам.
Тотенхем, а пота тука ги имаме Цирих, Фенербахче, Рен, АЕК, Ларнака, Динамо Киев, Бетис, Лудогорец, Рома, ХЈК од Финска, Ројал, Унион Белгија, Брага, Унион Берлин, Малме, Реал Сосиедад, Омонија, Мидјиланд, Лацио, Штюрм, Фрајбург, Карабах и така натаму уште 15 на екипи. Како што реков, драги гледачи, во продолжение ќе дознаеме дали Христијан и Никола ќе заминат од нашето студио со парична награда. Затоа, останете со нас, продолжуваме веднаш. Христијан и Никола ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Омци, ќе имате шанса да освоите убава парична награда. Дали ќе успеете, се зависи од вас. Ќе се обидеме. Знам дека ќе дадете се од себе, верувам во вас, имавте денеска доста интересна партија. Лесно поминавте уствари, не се изморивте, се надевам дека Сега го почнуваме чувавме. со играње. Да, така. Се надеваме дека добар ќе биде стартот, така. Ајде, очекувам. Пред да ви ја соопштам темата, само да протрчаме на брзинка низ нашата листа да се потсетиме како стојат работите. Имаме 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме онаа максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 и за 15 точни одговори ќе си заминете тука со 300 евра, што искрено од срце ви го посакувам. А сега, како стоиме со географија? Широк поим на географијата не сме лоши. Имам интересна тема, мислам дека со логичко размислување можеме барем до некаде да стигнеме. Тоа е совето што можам да ви го дадам. Сега со среќа. Драги гледачи, и вие сконцентрирајте се дома во удобноста на вашиот дом и тестирајте го вашето знаење на тема. Држави со помалку од 500.000 жители. Извор, сајтот на Светски атлас. Бараме имиња на независни, признати држави од целиот свет кои имаат помалку од 500.000 жители. Размислувајте. Почни ја. Андора, Андора. Да. Андора е една од помалечките, Сигурно. иако мора да признам дека би помали од неја, со 77.000 жители, точен одговор. Лихтенштейн. Лихтенштейн. 37.000 мислам дека последно. Сега ќе видиме, ќе провериме, ба. Блиску се 38. Веќе стигнале до 38.000, работеле на случајот во последниот година. Денот кој Исто мигранти работеле. Така и втор точен одговор. Одиме 500.000 помалку. За малку Црна Гора 600 има. Ништо Може, да им дадеме. може. Пасош и пепровки. Сан Марино. Сан Марино. Сан Марино за 50 евра и со 34.000 жители. Трети точен одговор, честитки за првите 50 евра во листа за 300. Размислете што правиме сега понатаму, имаме више парична награда која што можеме да изгубиме ако погрешиме. А Луксембург, мислам дека има помалку од 500.000. Малта тука некаде сега. и Малта. Абе Малта, ама Малта многу доселеници има, се не знам како се, затоа прашав кој е изворот. Дали се водат ко постојано население, дали се Има. работници, Малта чува на крајот. Малта може да се лизниме. Кипар. Кипар и Кипар е спорен. Мислам дека треба да видите. Кипар е Глед, спорен. не се само од Европа, од цел свет ба. Да, цел Значи свет. да, размислувате пошироко Прво видете ние со ако. Европа вака. Да. Чекај, Тие си да за Европа тоа е. Е сега 500 во Африка дека може малите. не, Руанда има може милион. Ја ќе ви помогнам ако стигнеме вака. Јавите размислувате во Европа. Европа е позната дека има малечки суверени држави во склоп на други држави. Размислете Се бројат тие? Па ако се признати суверени други држави, да и толку можам помошта моја тука завршува, не сме Ќе повеќе. кажеме Ќе пример ми избркат од работа. како суверена, само пример задолжена за неа е војската на друга држава, пример. Па, Има една таква. Добро, како ќе видиш, Има и свој за председател, нашето сопствена небо, влада. гледај, и за нашето небо е задолжено. Не, тоа е тука друго, тоа е држава да се грижи. Тоа не е исто. Не, мислам на Република Српска дека со. не тие не се. На Фарски острови мислам. Пример. Данска е како надлежна за безбедноста и за не знам сега како одат тие кралот исто така е за надлежен на Фарски острови. Така да инаку таа има малку. Ајде, може, оди. Монако
Монако. Ајде да видиме. Монако, лошо ви текна на Монако, на тој јас сакав да асоцирам Бреска. Да. И уште една има, да не се лажеме. Монако со 39.000 жители, точен одговор. Ватикан? Ватикан е до оваа држава, мислев. Ватикан е воедно и најмалата суверена призната држава со само 800 жители. Така. И е веќе пети точен одговор и шестиот кој ќе биде? Кипар или Малта никаде? Абе Исланд, не меѓу тие трите. Исланд ќе може сите да се не Над или под? Под. Овој со Кипар. Кипар да не. Абе нема врска, не тоа е. Кипар да не е над 500.000. Си спомнавте држава некоја од преска вртите, ја сучите, видите, ама леле ако е, не знам. Многу сум јас се за вака. Барам тука да видам. Абе. Може нешто да не е. Може не. Абе да не е суверен, да не е суверена. Да не е нешто како Палестина, нешто како. Колку же Порто Рико има за сумлива? Не, таа има над има 7 милиони Порто Рико. Да кажем Исланд, да не сакаш? Ајде. Исланд. Океј. Абе, Кипар нели го мислам? Исланд. Пиле Кипар. О, ќе барам. Абе 400 и нешто гледам. илјади имаше, сега зависи кој е изворот. Ти го направи Исланд, машала голем. 340.000, ајде, не се седете тука. Одно ми се разочарате. Да. Точен одговор, 6 и 100 евра се ваши. Честитки за овие 100 евра освоени во листа за 300. Сега Спорни се овие многу со размислете, населението. размислете убаво за понатаму, имате убава сума веќе на пари која што можеме да изгубиме доколку кикснеме, видете што правиме, консултирајте се и одлучете што ќе правите. Ние па само Европа играме. Играме Кипар, да играме. А ако го играме Кипар, Барбадос да Еве видете немата. Барбадос сме, мали Барбадос. се запна за Барбадос, не Знам знам. мали со стравчиња. Абе мали се, ама да не е суверена. Велико беше на. Идете ни свет, баталијата е више Европа, идете ни светов, ајде, мислете на Не свет. прошетани, ние само Европа гледаме. Африка нема дефинитивно, мислам дека Имаш, ниту имаш едно. некои. Не знам, на Руанда тие се мали. Има. Камерун знам мали дека таму. беше мала. Камерун? Не е толку мала, не. Не. Во Африка има Тринитак и Тобаго, кој ги знае таму. Мислам, обично се поголеми во Африка. Дека големи се по површина и нешне, а некои се малку населени. Азиските да ги видиме, вака, оние арапските долу кај не Оман, туку она една друга беше Џибути, ја знаеш државата? Мала е, ама може и пораза да биде голем. Џибути е мала. Џибути. Е, земе парите. Значи Џибути е Не знам, ама вие ми шарате многу и страфе дека. Многу шараме, да. Од да. Битола сте ми дојдени, после ќе речете. А Нов Зеланд Марче. колку има? Е, па поголем треба да Абе, се задови. После кој ќе земиме да гугламе, леле. Да. Ама после кажете. Штета што сега не можеме да гугламе, кажи. Ќе беше се полесно. Многу се спорни, тоа може 510.000 да има. Јужна Америка, во Јужна Америка една од најмалите таму е, па тие бе во Средна Америка, она Панама колку има? Големи треба. Поголеме да? Не, мислам да се поголем. Што ако има 550.000, сега што е... И 501.000 ако има веќе не е на слично, Многу тоа е е проблемот, спорно, да. Црнагора 620 има, ето. Да си ги земете парите. А Луксембург ти не кажа, кажавме. кажа. Луксембург не е кажана. Луксембург има 370 негде. Толку е? Не знам. Луксембург? Мислеше за малце. Луксембург? Малта имаше 300 и нешто илјади пред 10 години. Не знам сега, ако ги бројат уште 200.000 македонци таму. А? Барбадос, а? Со Барбадос е многу матно. Како? Маријана, Англија го не треба да си може да се малку каже да се. Помзи што правиме? Тој кажа, Одиме понатаму. Тој кажа дека има или малку жители. Затоа што времето ни поминува, мораме да пресечеме. Ајде да играме. Ајде играме, ајде. Играме, ајде. Ајде, играме. Ајде да На играме. баски. Ајде. Која е следната држава? Луксембург. Луксембург. Не може да има помалку повеќе од над 500.000 си велам.
Мала земја. Луксембург. А рече да си ги земе парите човекот. Неколку пати. Да рече да си ги земете парите чека. Ако де, прега не игравме, сега играме. Нема 500.000, има 619. Нема шанси, кај ги најдува 619. Луксембург. Според сајтот на Светски Атлас. Кај се најдува 600.000 во Луксембург? Многу ми е жал. Требаше на неколку пати пробав да ви посочам дека требаше, треба да си ги искрено, земете парите, не знам што е тоа Го спомна Луксембург. Ајде. Да, одиме. Не, тоа е здравие. А Малта? Џибути има 900.000. Малта ќе беше точен одговор со 443.000. Гледаш на граница е пак 400. Барбадос, исто, сега ќе ви ги прочитам еве ги. Барбадос Кои се? колку е? Државите 28 ги има во целиот свет. Андора 77.000, Антигва и Барбуда, пота Барбадос, Бахами, Белизе, Брунеи, Вануату, Брунеи, Ватикан, таа. Гренада, Доминика, Исланд, Кирибати, Лихтенштајн, Малта, Маршалски острови, Микронезија, Монако, Науру, Палау, Самоа, Сан Марино, Санта Луција, Сао Томе и Принципат, Сейшели, Свети Винсент и Гранада, Свети Китс и Невис, Тонга и Тувалу со 11.000 на крај. За жал, Луксембург не е помеѓу овие држави. Христијан и Никола, супер бевте денеска на крајот. Ал што ста да речам, ајде, зезна. помења, ма. Ни ги зема парите, нема везе. Како и да е. Знаете дека обезбедивте учество во следното издание на квизот Листа за 300. Ке треба повторно да се помачиме за да стигнеме тука до листата, но како и да е, сега покажавте што све знаете и умеете и верувам во вас, а верувам дека веруваат и гледачите. Драги гледачи, дојдовме до крајот на денешното издание на квизот Листа за 300. Искрено се надевав на поинаков крај, но тоа е што е. По продолжение не ми останува ништо друго, освен да ви посакам да имате прекрасна вечер, да ми останете во добро здравје и да останете со програмата на телевизија Сител. Чао до следното гледање.